Би сакала да почнам со тоа што ќе се обидам да го убедам премиерот дека на оваа страна не живеат ниту државни, ниту ваши непријатели. Овдека се луѓе кои имаат одговорност да ги представат над 400.000 граѓани кои што сметаат дека на Македонија и требаат промени. Овдека се луѓе кои се надевам како и вие, како и пратениците на парламентарното мнозинство, сакаат да ја видат Македонија нормална, демократска и напредна држава. И јас се надевам дека во оваа запалена дискусија денеска не го сметнавте тоа од ум. Јас додека го читав, препрочитував и вчера слушав вашето излагање, имаше една реченица кога помислив дека може би имаме шанса да тргнеме еден чекор напред. И дека може би оваа голема вистина, дека овој дел овде од парламентот не е непријател, туку соработник кога ќе работите за подобра Македонија, дека најпосле сте го сватиле и дека може би следниве години ќе бидат поуспешни за Македонија. Го ценев тоа што почнавте да се извинувате за грешките кои што несомнено секој ги прави. И го ценам тој чин како важен чин во животот и во работата на секој политичар. Меѓутоа, почитуван господине мандатар, извинувањата важат само тогаш кога го ни верувате. Извинувањата не важат кога ги кажувате само затоа што вашите советници за медиуми тоа ви го сугерирале. Кога некој за нешто ќе се извини и кога смета дека негдека некој работи ги погреши, тогаш минимум очекуваме да го промени начинот на кој што работи. Вие денеска овде пред нас и пред македонската јавност нудите исти комедијанти, за жал во Македонското собрание, и нудите иста програма. Многу страници, кои во изминативе 5 години донесоа малку резултати. Вашето извини, ако беше добронамерно, ако беше искрен, ќе значеше промени и во тимот, и во политиките. Ваквото извини нема никому да ги плати сметките за скуја. Ваквото извини никому во Македонија нема да му помогне да го преживее месецот. Ваквото извини нема да ги нахрани ниту децата, ниту да ги излечи болните. Ваквото извини нема да го врати ниту животот на Мартин Нешковски, ниту ќе не спречи повторно да ни се случи истата трагедија. Почитуван господине мандатар, нашата задача и денеска и во следните 4 години ќе биде и е да кажеме дека да, вие сте победниците и покрај сите неправилности, покрај сите пари потрошени и регистрирани во извештаите, вие сте победниците. Ама оваа опозиција и тие граѓани и овие пратеници нема да дозволат 2 милиони луѓе во оваа Македонија да станат губитници. Тоа ќе биде мандатот кој што ќе не храбри и ќе не носи овие 4 години. Во ова излагање денеска и вчера и во програмата која што е на многу страници, не успеавме да добиеме одговор на некои клучни прашања. Например, не чувме на кој начин владата ќе се обиде барем да ја оживее демократијата во Македонија. Ви рековте дека е лага, дека со Македонија владее режим. Ајде да ви поставам неколку прашања, па да судиме заедно дали се работи за режим или за демократска држава. Дали во Македонија за последниве неколку месеци преку ноќ се затворија неколку медиуми? Дали во Македонија стана пракса неколку месечен притвор да трае без да почне судење? Дали во Македонија владата молчи кога на своите политички неистомисленици признава дека им го прислушкувала телефонот во тек на 2 месеци и повеќе од изборната кампања? Дали во Македонија постојат списоци за одстрел и списоци за закан? Дали во Македонија ми се случува, особено после изборите, секој бизнисмен кој ќе каже не или нема да се приклони на оваа страна, да има секој ден притисок на најразличен начин? Дали тоа не ни се случува и на другите, кои не се во економската, туку во општествената, во граѓанската, во политичката сфера? Почитувани колеги, одговорете не на едно од овие прашања. И јас ќе ви признам дека во Македонија нема режим. Меѓутоа, одговорите се поразителни за вас,
и за сите нас како граѓани. Денеска и вчера не чувме одговор. Што правиме што Соединетите Американски држави за прв пат после толку години ја намалуваат помошта за Македонија, многу повеќе отколку за другите земји во регионот, и за прв пат после признавањето на уставното име веќе на првиот филтер помина резолуција за Македонија, која ја користи кратенката и ја користи референцата, а не нашето уставно. Не дадовте одговор на прашањето како ќе се бориме против праксата која е резултат на погрешните овие политики од вашата влада, со која македонскиот јазик и македонскиот идентитет исчезна од европските извештаи. За прв пат после толку години. За жал, не дадовте одговор ни на прашањата кои што ги засегаат граѓаните секој ден во нивни очива. Како ќе се борите со сиромаштијата? 60 страници текст, меѓутоа нема одговор на најтешкото прашање. Најлоши на Балканот, последни во Европа. Тоа е за жал поразителниот одговор кога ќе погледнете било која статистика која се однесува на квалитетот на живот. Сакате да ја погледнете статистиката за платите во регионот? Погледнете. Македонија најлоша. Сакате да ги погледнете статистиките за сиромаштијата? Оваа година најлоша. Кога денеска би била некој од пратениците на ВМРО ДПМНЕ, би ја направила следната математика, дека ако ги погледнете податоците за сиромаштија во последните 10 години, ќе видите дека двата големи порасти на сиромаштијата, практично единствено, се случуваат токму во времето на двете ВМРО-вски влади. Едната во која бевте министер за финанси и сега како премиер. Само во првиот мандат ваш владин, да кажам како министер, сиромаштијата зафати околу 200.000 повеќе наши граѓани. Овој пат бројката е помала. 30.000 граѓани станаа сиромашни. Меѓутоа денеска и во следните 4 години нашата задача ќе биде како да го решиме овој проблем. Меѓутоа на совеста ви стои фактот дека за најтешкото прашање во Македонија вие немате одговор. Немавте одговор 5 години, ги немате ни со сегашниот настап. Не чувме одговор на прашањето како е возможно, господине мандатар, после толку министри за странски инвестиции, сега слушаме нов, после толку дадени пари, погледнете каде е Македонија, не во источна Европа, не во централна, не во југоисточна, во целиот регион заедно со Централна Азија. Знаете со кого сме во друштво? Со Таџикистан, со Молдова и со Киргистан. Тоа е нашето друштво за нивото на странски инвестиции. Како светската финансиска криза, која е одговор на сите ваши прашања и дилеми, како не се одрази, например, на Албанија, која има 2 пати повеќе странски инвестиции отколку пред неколку години? Како е возможно кризата само кај нас да го има овој катастрофален ефект, а вие толку добро предвидовте заедно со вашиот вице-премиер дека таа од неа дури ќе профитираме? Колеги, пратеници, во 2006 година Албанија имаше помалку странски инвестиции од Македонија. Денеска 3,5 пати помалку странски инвестиции имаме од Албанија. И за тоа ниту денес, ниту вчера не добивме одговор. Не чувме денеска ниту вчера одговор како ќе се справува владата и со корупцијата. Како ќе се справува со проблемот дека околу 12.000 договори минатата година се подпишани без тендер, во 4 очи. 180 договори такви само за време на изборната кампања. 39 договори од нив само со една фармацевтска фирма. Еден директор подпиша договори во 4 очи во износ од 22 милиони евра. Еден од нив со фирма собственост на ваш коалиционен партнер. На овие прашања немавте одговор. Економијата е новата политика, породобик на еден ваш пратеник. Меѓутоа, за жал, политиката стана нов бизнес. Амнестија, знамиња, јазици. Сето тоа падна жртва на само една желба, да се спаси клучната фотелја во тимот на Груевски. Затоа за некои работи говорите долго, а за некои работи долго молчите. Почитуван, председател, само последна реченица. Го ценам фактот дека премиерот Груевски на крајот на своите говори
сака да реферира на својата верба во Господ. Тоа е негово право и право на сите наши граѓани, тоа е во ред. Меѓутоа сакам да ве потсетам. Божјите заповеди велат: не кради, не лажи и не убивај. Кој од овие Божји заповести не го прекршивте? Затоа оваа влада не заслужува